Петок, 3 ноември, кратки вести во 12 часот. На точно 2 месеци до најавениот завршеток на работите на автопатот Охрид-Кичево, екипа на Охрид Прес го помина овој патен правец и преку фотографии и видео долови до каде се градежните работи. Информацијата деновиве е помеѓу најкоментираните на Facebook профилот на Охрид Прес. Дополнителен револт и неверување кај граѓаните предизвика изјавата на македонскиот премиер Димитар Ковачевски дека е можно раскинување на договорот со кинеската компанија, што веќе 10 години го гради автопатот. Читателите на Охрид Прес се свесни за големината на проблемот и апелираат да се изнајде максимално брзо решение и конечно да заврши изградбата на овој патен правец, на кој годиниве наназад е зголемен за неколку пати бројот на сообраќајни незгоди, од кои дел и со трагични последици. Детската градинка Јасна Ристеска од Охрид годинава одбележува јубилеј 60 години постоење. Градинката е средина во која децата се формираат како здрави личности кои стекнуваат вештини, способности, навики, другарување преку воспитно-згрижувачкиот процес. Тимот кој се грижи секојдневно за нашите дечиња години работи посветено со многу внимание, љубов и мотивација, вели за Супер радио директорката на градинката Ирина Милеска. Јубилејот ќе се одбележи со низа активности на 6 и 7 ноември. Централната приредба е закажана за вторник, 7 ноември од 17 часот во спортската сала Билјанини извори. Започна промената на оштетените детски реквизити, напиша на профилот на Facebook градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Најпрво се санираат оштетувањата на детските игралишта кај каналот Студенчишта и на улицата Кеј Македонија, а акцијата ќе продолжи и на останатите. Вредноста на проектот изнесува 403.000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Времето денес променливо облачно со услови за локален дожд попладне, дува засилен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 21 степен. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.